По повод меѓународниот ден на лицата со посебни потреби, општина Штип денес проведе низа активности посветени на овие лица. Основното општинско училиште Тошо Арсов денес доби сензорна соба која ќе биде од голема помош за едукација и смирување на децата кои настава следат во ова училиште. Нашето училиште Тошо Арсов во соработка со Фондацијата за локален развој на заедницата и локалната самоуправа стапивме во соработка за да ја отвориме оваа сензорна соба на дечињата од нашето училиште кои се со попреченост. Идејата за вакво нешто потекна од засегнати родители и од тие причини фондацијата пристапи до училиштето да се обезбеди простор за да може да се создадат услови каде децата со посебни потреби ќе имаат можност да се релаксираат, смируваат, меѓутоа и да се доразвиваат. Родителите презадоволни, затоа што нивните деца конечно ќе имаат место каде што ќе можат да се стимулираат. Како иницијатор и засегнат родител, им благодарам и на општината, на градоначалникот, на ФРЛЗ, на училиштето и на родителите кои се во нашето оделение, што ја дадоа максималната поддршка за да се обезбеди простор каде што нашите деца моментални и идни што ќе се вклучат во образованието, во инклузивното образование, ќе имат мир, стимулација во оваа сензорна соба. Ваква сензорна соба недостасува уште во основното училиште Славејко Арсов и истата е планирана за идната година, како и поставување на пристапни рампи во скоро сите училишта, а едната од нив денес беше поставена во основното училиште Гоце Делчев. Морам да напоменам дека во изминатата година успеавме во најголем дел од училиштата на територија на општина Штип да отвориме и да овозможиме да имат сензорни соби, пристапни рампи. Останува обврската во основното училиште Славејко Арсов, исто така во текот на 2024 година да се овозможи една просторија сензорна соба за лицата со дечињата, учениците со одредени попречености. Дневните центри денес од општината добија и вредносни ваучери со кои ќе можат да се подобрат условите во кои престојуваат децата. И оваа година ги доделуваме овие ваучери, кои што се една символика во насока на тоа да сите заеднички придонесеме за подобрување на условите во кои што се згрижуваат лицата со попреченост. Денес светското население е над 7 милиарди луѓе. Повеќе од 1 милиарда или приближно 15% од светското население живеат со некаква форма на попреченост.